Во очи на јунскиот самит на Унијата, на кој се очекува и одлуката за интеграциите на Македонија, официјална Софија ни оддалеку не најавува менување на цврстите позиции, ама премиерот Зоран Заев брои денови и најавува интензивни средби со тамошните челници. Бил спремен да ја моли Бугарија да ги промени европските манири, оти тоа било во духот на добрососедските односи. Нашите министри за надворешни работи со своите тимови соработуваат, развиваат роудмапот или планот за соработка, се работи за секторскиот план од сите области, верувам дека ќе го утврдиме до крај. Јас дури верувам дека може да одржат и меѓувладина конференција во целиот овој период, да ги усвојат овие работи. Сето тоа може да биде само од помош на добивањето на тоа гласно да, кој што го очекуваме на 22 за одржување првата меѓувладина конференција. Така да мегдан е пред нас значаен период, верувам дека можеме да искористиме до максимум сите можни средби за да постигнеме евентуален успех. По шокантните информации кои ги објави опозицијата за тајните средби на Заев и Бучковски во Софија, на кои се кроел патока за европскиот пат на земјава, ама на штета на македонската страна, тие повторно бараат одговори од Заев, дали е на маса бугарската декларација за намала врата да ја поништи нацијата. Заев се колнеше во најмилото и тврдеше дека идентитетот е бетон, а потоа се случи нешто сосема друго. Зоран Заев криеше од јавноста и дека воопшто преговара, за откако ВМРО ДПМН го прозва да признае. Сега Заев крие зашто разговара. ВМРО ДПМН е сериозно загрижено за државата. Сите ги знаеме бугарските позиции. Но никој не ги знае позициите на Зоран Заев, тој јавно ги менува своите ставови и ја понишува Македонија. И порече си еден месец, се уште не разбравме какво решение понуди европскиот пакет на Вархеи и Силва, а што ќе донесе добро на Македонија. Инаку дел од документот на Бугарското собрание, за кој предупредува опозицијскиот лидер Христијан Мицковски, се оспорување на генезата и посебноста на македонскиот јазик, ревизија на историјата и периодот на нашата антифашистичка борба, како и присвојување на важни личности од македонската историја како бугарски. Токму ова е причината и за бугарското вето од минатата година, со образложение дека Македонија како земја која сака да биде дел од големото европско семејство, не ги потчитува одредбите од договорот за добрососедство.